Ако по утрото денот се познава, тогаш земјоделците ги очекува мощна и тешка сеидбена кампања со оризовата култура. Првата декада од стартот на сеидбата ја карактеризираат неповолни временски услови со ниски температури, мали количини вода кои се пуштат во полињата и атмосфера на разочараност поради вкупните состојби во оризопроизводството. 2 декара само. Денес проблемите во водата. Скинат го бенто, денес кажа дека ќе го фаќат, па не знам. Турски слушам 30-32, а Андреја 35-36. Тоа е ниско, неисплатливо. Не. Неисплатливо, народ не е заинтересиран, може да погледнете и самите. Лани добил солидни приноси бидејќи употребил семенски материјал. Да, лани ми беше семенска роба. Лани го земав негде околу 90 и нешто. А оваа година не знам. Но производството му стои во амбарите во очекување на повисока откупна цена. Мината година? Не. Која е сега откупната цена? Турски слушам 30-32, а Андреја 35-36. Тоа е ниско, неисплатливо. Не. Неисплатливо, народ не е заинтересиран, може да погледнете и самите. Затоа годинава ќе сее од минатогодишната арпа. Па 10 евентуално, максимум 15 мај. Отпосле веќе не е тоа добро, затоа што временските услови натам не знаеме како ќе дозволат, ради вегетација ќе падне слана и онда после све е џабе. Како и самите што гледате, нема расположено себе. 2 трактора, тука 10 души нема во полето, а ова поле негде преку 200 декара. Проблем во сеидбата е и тоа што поедини земјоделци намерно ги кинат бентовите со кои водата од реките се пренасочува во полињата, па сеидбата се одвива со прекини. Сепак сите активности се насочени кон најавеното пуштање на водата од акумулацијата Калимаци преку десниот магистрален канал, кога треба да се динамизира сеидбената кампања за навреме да се посеат планираните нешто повеќе од 1000 хектари под орис.